На рамницата по должината на граничната линија меѓу Грција и Турција скоро секој утро се појавуваат групи бегалци. 25-годишниот Омар Валит од Алепо, Сирија, вели дека стигнал по неколку часовно пешачење. I'm very tired. It's very bad. Here it's very good, but the way it's very bad. Валит замина од Сирија пред 6 месеци откако ги загуби таткото и браќата. Друга група млади родители со деца ја следат железничката пруга, надевајќи се дека ќе ги доведе во некој град. 28-годишната Маја, исто така од Алепо, се надева дека нема да биде вратена назад во сењата. الطريق كتير صعب نحن طالعين هربانين من الوضع اللي عنا اياه نحن وضعنا انه حرب كتير فما ضل لنا حدا ببلادنا فاضطرينا وطلعنا يعني فمشان هيك نحن انه جايين لهون وطريقنا كان كتير صعب وقلنا هلا عم نمشي نحن وهالاطفال. Само во април околу 3000 луѓе пристигнаа во Грција преку Еврос, реката што ја оделува Грција од Турција. Тоа е еднакво на половина од пристигнувањата низ целата мината година. Полицијата и представниците на локалната власт во регионот се загрижени за овој тренд. Градоначалникот на Орестијада Василис Мавридис вели: Αν συνεχιστεί η ροή των τελευταίων εβδομάδων, θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Оние што пристигнуваат преку реката Еврос веднаш се регистрираат, а потоа добиваат дозвола за престој од 3 месеци. Теоретски, тие се слободни да се движат во Грција, за разлика од оние на островите. Речиси милион бегалци и мигранти преминаа од Турција на грчките острови во 2015 година, но таа рута се уште е затворена откако Европската унија и Анкара се согласија да го запрат протокот во март 2016 година. Копнените рути како да не се опфатени со овој договор. Иако не е така опасно како на отворено море, и преминувањето на реката може да биде смртоносно. Την έννοια το ότι είναι ένας ποταμός πολύ επικίνδυνος σε ρεύματα. Είναι ένας ποταμός με βρώμικο νερό και ένας ποταμός ο οποίος έχει ένα λασπόδι βυθό με κλαδιά. Και αυτό σαν αποτέλεσμα να κρατάει τους νεκρούς στο βυθό του ποταμού, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τους βρούμε ποτέ. Само во првите 3 месеци од годинава регистрирани се 12 смртни случаи. Δεν μας δίνουν πληροφορίες.